Во саботата неколку бели волци од Скопската зоолошка избегале од нивното живеалиште, пошто нападнале и усмртиле 4 кенгури и неколку ему птици во Скопската зоолошка градина, пишува порталот 5смк. Како што пренесува 5смк, повикувајќи се на своји извори, белите волци наводно успеале да ископаат дупка под нивното живеалиште и да избегаат, пошто нападнале и усмртиле неколку кенгури и ему птици. На вработените во зоолошката градина им требало неколку часа да ги фатат волците и да ги вратат во живеалиштето. Една победа ја дели Лина од историја и прв македонски сингл настап на Гранд Слем турнир. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓурчевска денеска ќе го одигра најважниот меч во својата кариера во квалификациите за Вимболдон, со шанса да се најде на чекор до историски настап во главната жребка на најпрестижниот Гранд Слем турнир во светот. По 2 сигурни победи во квалификацијскиот дел, Ѓурчевска е само на 1 чекор од успех, што би представувал пресвртница за македонскиот женски тенис. Ако патувате кон Халкидики викендов, спремете се за невидени гужви. Од петок 26 јуни во 23 часот до недела 28 јуни во 23 часот. Сообраќајот ќе биде целосно прекинат во двата правци на дел од обиколницата Солун, поради работи на проектот за надвозникот, пренесуваат грчките медиуми. Сообраќајот ќе биде пренасочен по алтернативни патишта низ градот. Премиерот Христијан Мицкоски на Собраниската седница за пратенички прашања му се закани на лидерот на СДСМ Венко Филипче дека ќе заврши зад решетки откако опозицијскиот лидер го праша кој е виновен бидејќи за 2 години владење ниту едно ветување не е исполнето. Филипче критикуваше дека Мицкоски ги излажал граѓаните бидејќи кога барале власт ветувале се и сешто, а граѓаните по 2 години не добиле ништо. За денешните случувања во Собранието, повеќе во текстот на Мариела Трајковска. Ревизорска бомба во Мепсо, далноводи без имотни листови, трафостаници со двојна собственост, инвестирање без сметководствена евиденција, проблеми со вработувањата и користењето на јавните средства, кои директно влијаат врз развојот и ефикасноста на електропреносниот систем во државата. Се само дел од проблемите кои ги утврдил Државниот завод за ревизија за работењето на АД Мепсо за 2024 година. Валентина Ангеловска пишуваше на оваа тема. На Универзитетската клиника за урологија беше представен нов диагностички пристап кој овозможува откривање на микроскопски траги од тумор во крвта, изјави од клиниката. Методата наречена ЦТ-ДНК, циркулирачка туморска ДНК, овозможува откривање на микроскопски траги од тумор во крвта, дури во случај кога компјутеризираната томографија и магнетната резонанца не покажуваат промени, се вели во Facebook објавата на здравствената установа. Скопјанец се обидел да измами по возрастна жена за 35.000 евра, откако по телефон ја излажал дека е доктор од Италија и дека ќерка им мора да се оперира за скршеници на вилицата и на ногата. Од Министерството за внатрешни работи соопштија дека 45-годишниот осомничен со иницијали НД вчера бил уапсен откако жртвата го пријавила. Од светските случувања денес издвојуваме. Земјиното тло се тресеше во различни делови од светот. Земјотресите се случија во рок од само неколку часа, а во некои случаи и во разлика од само неколку минути. Катастрофален земјотрес се случи во Венецуела. Се стравува дека 100.000 луѓе загинале. Трамп вети хуманитарна помош. Силен земјотрес од 7,2 степени ја стресе Јапонија. Наставата е откажана. Државата се спрема за спасувачки операции. Земјотрес со јачина од 7,2 степени го погоди Тихиот океан. Земјотрес со магнитуда од 5,6 степени го погоди северниот дел на Калифорнија. Франција денес прогласи црвен аларм поради топлотниот бран во 72 департмани, додека во дури 17 е активиран портокалов аларм, со оглед на тоа што експериментните температури продолжија низ поголемиот дел од земјата. Француската национална метеоролошка служба Метео Франс соопшти дека високите температури ќе се задржат уште еден ден, откако вчерашниот ден беше регистриран како најтоплиот ден во земјата од 1947 година, со просечен национален температурен индекс од 30 целзиусови степени.
Иран предупреди дека е неприфатливо и опасно бродови да поминуваат низ Ормунскиот теснец без негова дозвола. А знаете ли колку заработи Босна и Херцеговина со пласманот во нокаут фазата на светското првенство? Што мислите? Колку? Со победата од 3-1 над Катар, избраниците на Сергеј Барбарес го потврдија своето место меѓу 32-те најдобри селекции во светот и обезбедија дополнителен бонус од ФИФА. За пласман во 8 на финалето, тимовите инкасираат не 10, не 12, туку 15 милиони долари. На денешен ден во 1934 година во Демирхисарското село Слоиштица е роден човекот што напиша: "Ништо не е поприсутно од твоето отсуство." Петре Мандриевски. Толку од мене, многу повеќе на slobodnpečat.mk. Се читаме.